Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Ова е веројатно едно од најексклузивните изданија на Еспресо со Златев и Боцевски за годинава, зарем не е, Ивицо? Да, убедливо. Судејќи по профилот на нашиот гостин, добро утро за Трифун Костовски. Добро утро. Бизнисмен, интелектуалец, романсиер, човек кој се бави со музика. Па малку и Да, ја малце олего во политичките води, преку, може би не преку партии, меѓу како независен кандидат ја бев и во парламентот, бев и градоначалник, така да имав можност да се малце да го почувствувам тоа политичко милје. Кога вие се скаравте со ВМРО како градоначалник, Данела беше уште тинејџерка, предпоставувам. Па да, измина тогаш од 2005 година, од сега 17 години, веројатно била многу млада току-што. Да, апсолутно Данела била млада. Како ќе оцените нејзината работа? Ја прво ќе кажам една работа. Денеска многу е тешко да се види на функција, и тоа функција која што директно избрана од граѓаните, а да немаш политичка поддршка. Зашо политиката веќе толку длабоко навлезена во порите на нашето секојдневие, што едноставно, буквално без политика не можеш да дишеш. Незавидово на незината положба се бори, ја поддржувам максимално да може да стори максимално што може за себе и за градот и за граѓаните. Не можам ништо да кажам, понатека од мене ќе има поддршката доколку она навистина е посветена према скопските проблеми. А го гледате вие тоа, дека е посветена кон скопските проблеми? Знаеш што, ја ова ќе кажам една работа, без да навлезам во генезата каква е финансиската состојба во градот, не можам да дадам никаква оцена. Меѓутоа, факт дека некои работи може не ми се допаѓаат, не се по мој терк, бидејќи објективно од капитален па и полукапитален аспект на било каква зафат мора да се има во предвид времето. Времето е фактор кој што секој пат директно влие на цената на чинење. Не може зафати да траа по 3, 4, 5 месеци за 200, 300, 500 метри низ градот раскопани, улици откопани. Мислам, тие работи мора да се водат сметка, бидејќи едно што научив од Запад. Ти умева во Виена живеејќи, умева да прекопа цела улица преку ноќ од 12 до 4, у 6 сати веќе улицата асфалтирана и пуштена во промет. Такви работи не недостасуваат. Ивица, повели, постоја порано джентлменски договори дека актуелен председател не критикува бивш председател, не критикува актуелен председател, но очигледно и на градоначалничка во функција се пренела оваа джентлменска. Не, тоа има и елементарна пристојност со личноста која што се наоѓа на функцијата прво. Ама видите вака, за една година, да ви кажам, не можете вие да судите човек дали успешен или не успешен. Зашто буквално градоначалник не е функција која вие учите на факултет или да имате струка за тоа. Јас сум убеден дека на Данела е потребно минимум 6-7 месеци да се запознае суштината како функционира градот и што му е потребно на градот. Дано Костовски, покрај политичките превирања кои ги имавте како независен кандидат поддржан од политичка партија, ги имавте со политичките партии тие несогласувања, сепак вие и покрај се изменаџиравте да имате политичка поддршка. Не, сака да каже, вие не го антагонизиравте Советот. Видите, ја мислам дека за мојот мандат ја еднаш успев да го имплементирам моето искуство, животно искуство, бидејќи јас градот го научив тек втората, третата година. Да се разбереме што е тоа градот и што му треба на градот буквално за да се реши. Ја денеска повторувам. Главните проблеми на град Скопје се подземја, инфраструктурата, фекална канализација, атмосферска канализација, да не кажам отпадни води, тие работи. Тоа е проблемот кој Скопје го има и ќе го има, бидејќи несомнено град Скопје е град кој што брзо се развива. И согласно некои светски трендови, урбаните места ќе стануваат се понаселени, бидејќи од пракса тоа се знае дека полесно се наоѓа работа, поевтине е релативно животот во уредно место отколку да идете надвор
И сите тие работи ние не можеме да го закочиме тој светски тренд. Јас само мога да кажам, не ставајќи се, не бранам никого во дадена ситуација. Јас после 6 месеци кога пукна работата со ВМРО, со СДС имав комплетно проблем разидување во Советот. Верувате, ја најскрено велам дека јас се размислував да си дам оставка од функција на градоначелник. Што ми е таа функција кога Советот едноставно гледа само те дочекуваат на нож. Само чекат нешто да сгрешат. Да сгрешиш нешто да не направиш како што е очекувано. И да те фатат на некој кримина. Дали е тоа суштината на Советот? Верувате ми дека не е. Суштината и на советниците, и на градоначалникот, и на целата администрација буквално да служат на граѓаните. Тоа е мојата перцепција за место и улога на градоначалник. Тоа е неблагодарна функција, да се разбереме, посебно во македонски услови. Да се префрлиме на другата тема. Ајде. Верували или не, верували или не, почитувани слушатели, првата тема која ја обработивме со господинот Костовски беше лесна. И сега одиме на малце потешко, а замислете колку е потешко, чим прво е лесно. Колку тешко е. Многу е тешко да ти кажам, ама ќе издржиме. Пропадна ли империјата на Трифун Костовски? Не, ни прва, ни последна. А империја не сум имал, едноставно... Бизнис империја. Да бидеме вака по-конкретни. Не би рекол дека пропаднала, да се разбереме. Бидејќи се уште таа војна трае за мене. Сега во секоја империја има качување и симнување. Ја не велам дека имам империја, ниту пак некоја бизнес империја. Јас сум буквално Трифун Костовски, кој што сум нешто стекнал, сум го денал во ова држава и сега тоа што државата ми го буквално преку незините институции дозволе да ми го крадат, ја ќе си го барам назад. Дали ќе успеам во таа работа, не сум сигурен, верувате. Знам дека оваа работа што јас ја презирам пред себе е сизифовска работа. Вие велите дека ќе се борам, колку што знам, фактографски, ова е веќе завршена работа. Не е завршена. Ако банката е завршена е. Меѓутоа ја покрај банката имам уште нови загубени работи кои што се огромни своти на пари. Што изгореа заедно со банката? После банката. Банката само беше првиот момент во кој што ние бевме сите врзани, целиот систем беше врзан во банката. И после банката ние последиците ги почувствувавме. Не изгубевме стамбен простор во центарот на Скопје, околу 15-20 метри квадратни. Тоа се огромни средства, огромни загуби. Ние 2-3 фирми престана да работат, што има голем капитал. Сето тоа ќе си има свое некој резиме или некој крај. Знам дека ова пред малце споменав, ова е сизифовска работа или битка што јас ја водам, буквално водам битка против систем, меѓутоа апсолутно во последно време се докажува дека моите тврдења и понатака се сосема на место. Во Македонија владе криминалот и тоа организиран криминал, а корупцијата на второ место, буквално после криминалот. Еден мој пријател, се идеме вака најдиректно, која разбра кој ни е гостинот, вели случајно да не доби непристојна понуда и Трифун Костовски, некоја Луи Вутон ташност да заврши во југоисточна Македонија пред да пропадне банката. Ја имам Луи Витон ташна, ама тоа ми е подалеко ќерката. Поклони нигдека не сум давал, ниту сум примал. Па посебно ако е нешто се работи за моје и автентично, дека македонско да ти кажам. Јас до сега на ниту една институција не се молам или не да Боже да се потрудам да подмитам, да ми донесе нешто во моја корист. Не сакам. Сам сум пред себе исправен, сметам дека пред многу мои блиски пријатели, роднини, јас сум чист човек, па и така велат барем. И пред Бога се чувствувам чист. Она што ме интересира, очигледно вие го обвинувате системот, го обвинувате организираниот криминал, изнесовте најразлични тврдења во изминатиот период околу пропагањето на Евростандард банка. Се обвинувате себе? Да. Најмногу или помалку од овие работи? Па може би најмногу. Зошто? Бидејќи дозволив некои работи да ми се случат мене пред нос. Како можете видите да го сватите дека ви припремаат буквално замка, ќе ви вешаат на вешалица, односно ќе ви обесат, а вие да не знаете дека сте осуден. Мене да тоа ми се случи во моја Македонија,
со својот статус кој го имам како човек, како стопанственик, како хуманитарец, како ктитор. Тоа е невозможно. Како ве веша? Па, да ти кажам, прво со свилен конец, најверојатно. Извини, Ивица, кој е македонскиот збор за вешање? Бебе без себе. Бесилка, бесење, да. Не сум обесен, уште сум жив и Господ ми дал здравје и умот и се уште ќе приложам. Па мојот терк нема да отстапам, мада знам со моите ставови и моите секој недела дам ставови врска со Евростандард банка, да ги разбудам институциите, па и моите сограѓани да сватат дека ако тоа мене ми се случило пред неполни 3 години, овие денови сведоци сме овоа време дека тоа му се случува на еден Жан Митрев, само спрашувам кој ќе биде следниот. Мислите дека Жан Митрев се случува? Не можам ја ништо што да мислам, само знам дека не постои клиника во светот кој што нема буквално некои направени не незаконски работи, туку едноставно некои работи да им проминат низ прсти. Не постои ниту земете државната клиника, па и останатите клиники. Знам дека од пракса дека такво нешто е просто невозможно. Меѓутоа, за сета таа работа да се нема малце усил, сепак Жан Митрев не е од денеска. Понад 20 години он е присутен во Република Македонија. Он, каков и да е, објективно испадне на една работа. Покуша да игра мојата игра. А тоа е? One man show. Трифун Костовски ќе прави империја, Жан Митрев ќе прави империја. Не може, системот и времето ги газат поединците. Треба стварање на групи, и силни групи, на поединци, и капитално поврзани, и идено поврзани. Па, Костовски, вие сте масоните, не сте поврзани? Па не сме поврзани сега. Види вака, ја не можам да говорам. Јас сум масон, точно тоа и го признам пред јавноста. И во тоа не гледам ништо спорно, бидејќи ако Нема зборуваме за поврзувањето, ради тоа. Суштината на масонеријата е тоа. Ама видите вака, суштината на масонеријата е практикување и како се практикува власта. За жал, имаме многу браќа кои се на врвни функции во одредени институции, меѓутоа едноставно политичката реалност во Македонија е таква што едноставно не им дозволува да бидат навистина луѓе одговорни на својата позиција и да одговара за својата работа. Вие не смеете да зборувате како масон за ова, но ја и Ивица имаме право да зборувам. Ивица, знаеш дека премиерот масон не бил по се изгледа? Појма не. Да. Кај нас види проблемот е што ајде вака ако зборуваме со господинот Костовски е едно, меѓутоа понекогаш вака кога чуеш вака за чудни членови, се што институција на запад кај нас е некако испревртена, изопачена во некоја своја карикатура. Само да ви појаснам кога во прашање масонеријата. Денеска во светот ви имате неколку форми на масонерија. Да, во Латинска Америка што бев јас, например, многу е отворено тоа. Тоа не е веќе во форма на па и во сама Америка е релативно отворено. Меѓутоа овде кај нас се практикува масонерија, знаеш што да се прави, да се дава еден вел на таинственост, нешто кога ги знаеш што кој знае што сум. Јас сум обичен човек, да се разберем. Ништо не се разликувам. Прашање од слушател. Прашајте го гостинот Костовски за тоа дали некогаш со Заев правил бизнис комбинации. Никој пат. Дали финансиски го поддржувал СДСМ? Да. Иван Маро. Нема партија која не поддржува. Како одеше тоа на сметка во кеш? Нати га, дај ми га. Како да кажам? Кеш. Само кеш. И по некој пат на сметки. Еве, повик до јавното обвинителство, пошто партија очигледно со само ова беа дамни времења, сметам дека и законот може би ќе ме заштити тука. Сега испаѓа да ти кажам без никакви услови, давам помагам и се одоскори да одговарам. Па добро, ако е тоа греф, еве го прифаќам. Ама го прифаќам ако е греф. Убава вака, што викаат американците. Не греф за вас, греф за тие што се финансира. Ама не, ма види вака, тука нема дистинкција, тој што прима, тој што дава. Така. Апсолутно, слагам. Убаво што го почнавме и темава и за Жан Митрев. Созрели ли кај нас капитализмот? Не. Верувате ми, ја со сето искуство што го има животно искуство во бизнис стопанството. Македонија е прекрасно место да се живее. Ал бизнис да правите во Македонија тешко. Многу тешко. Колку време Трифун Костовски знаеше дека Евростандард банка го нема доволниот капитал, нели, за да може да ги исполнува критериумите? Тоа траеше година и половина, само ние докапитализиравме, да биде јасно.
Година и половина траеше целиот процес на докапитализација. Ние на само 6 месеци пред отпочнување на вонедната состојба, која траеше цели 3,5 месеци уште малце, ние докапитализиравме 13 милиони евро во банката. Ги извадивте ваши пари и ги ставивте ги извадивме, ги продававме, евролин го продававме, ја докапитализиравме банката. Види вака, тоа е несовесни луѓе кои имате на одредени функции. Функцијата на господјата Бежовска, која што е гувернер денеска, сметам дека таа нема ниту тунка знаење, ниту познавање, ниту макро, а уште помалку микроекономија. Вие и во првото нејзино интервју дадено за Фокус на 4 септември 2020 година, вели, јас нарочно повеќе собрав пари од господинот Костовски да има повеќе пари за обештетување на клиентите од Евростандард банк. Ве молам, зашо зборуваме овдека? Ќе колеме некого? Не сум заклан. Не сум. А односот со претходните два гувернери беше поинаков? Па беше многу покоректен. Имаше разбирање. Види вака, Ивица, да ти кажам, овдека несомнено 97 дена ни беше забрането покрај да работи банката со правни и физички лица, значи да нема никаков инкам. Не беше одземено правото и за присилна наплата. 97 дена. И кредитните портфолија по дефолт идеја во полоша и полоша категоризација. Затоа весела математика е направена за носењето на банката во стечај по секоја цена. А зошто? Еве јавноста нека знае. Се спроведуваше систем на позајмици, на огромни позајмици во кои што јас не знаев, ниту целиот надзорен одбор немаше појма дека такви работи се работат. И како може надзорен одбор да нема појма дека нешто се работи? Па тука е мојата грешка. Не само моја, и на останатите членови на надзорен одбор. Не бев сам, бевме 7 души. И сите луѓе едноставно забезекнати. Затоа што суштината на постоењето на надзорен одбор е тој надзорен одбор нешто да знае. Контрола врши разработењето, се слагам. Меѓутоа успева вечно да не водат, да не кажем, жени преку. Не ли сметате дека е конфликт на интерес? Политички, да речеме, политички кредити, кај што излегува многу звучни имиња од македонската политика, од македонскиот, како да го наречеме тоа, како се вика ова по медиуми, медиумски свет, така да го наречеме. Јас знам дека нема новинар на кој Трифун Кеш му нема даено од овој успех. Не, новинари, не толку. Види вака, ова ќе кажам. Дефинитивно. Види вака, едноставно, ако денеска ме прашаш кому се сум давал, не знам да ти кажам. Верувајте ми. Едноставно, тако сум. Ова ќе кажам. Не, го забележуваме само тоа. Кога ќе седнеме кај шоте кафе да пиеме, луѓето што приоѓаат, све си кажуваат. Мислам, кажуваат дека секој што пришол му се излегува пресрет. Тоа не е спорно. Меѓутоа, еве да се вратиме на ова. Ова што излезе при некој Види вака, тоа говори фактот, да ти кажам, две работи да се зема само во предвид. Министерот на финансии, кој веќе беше заминат, на 3 месеци го подига депозитот кој, односно, тоа е страшно, се уште. Значи дефинитивно тоа укажува на нешто дека некои структури од власта знаеле што ќе се случи. И тоа е кривично дело. Ама и тоа е кривично дело, не по мене, по институциите да ти кажам. По закон. Значи, по закон е кривично дело. Од овде ќе испадне информацијата дека господинот Костовски говори за случајот во кој непосредно пред пропаѓањето на Евростандард банка, поранешната министерка за финансии Нина Ангелевска го повлекувала својот депозит кој го имала во оваа банка. Продолжите, извинете да им објасниме на слушателите. Од тука мислам дека разбрав информацијата протекна од кај тебе дека Народна банка уште на 1 јуни, не 12 август, значи 2 месеци и 10 дена порано, имала веќе решение донесено за носење банката во стечај. Јас минимум 2 недели. Видите вака, минимум 2 недели, само секунда, го имав пред себе, ја имав пресконференцијата на Бежовска, која се одржа во 4 часот на денот. Значи дефинитивно сум бил за отстрел. Затоа денеска ја не сакам да бидам во кожата на Жан Митрев. Чувствувам дека и човекот е на отстрел, бидејќи некој има можеби дали се точна информација или не се, дека требало се продаде таа болница некому, меѓутоа во крајен момент отстапил, а тој што треба да ја купи му гарантирал дека нема да има никаков судски процес ниту обвинување. Го слушнавме тоа. Видите вака, не била прва болница приватна која што била таргет на вакви. Значи Ивице, докаде иде тука резилот наш македонски, да ти кажам.
Знаеме за непроверени информации околу Жан Митрев. И околу Јас- другата јас приватна болница. да ми се спрема година дена наназад дека ќе ме бесат. Да не знам, и дента кога се објавува стечајот, вие преку повеќе стотици луѓе излегуваат на терен, пломбираат 34 Во пола експозитури сат беа за пломбирани. пола сат и главната Да. дирекција. Тоа е минимум 500-600 луѓе кои што тука се ангажирани и тоа таква информација да не дојде до мене. Тоа ми е чудно да ти кажам. Тоа е гром од ветро небо. Првиот момент викам, веројатно ја некој го шал. пуштив текстот во 1,5, во 2 ми пуштија демант од Евростандард банка да не ширам лага и паник. И јас викам, абе луѓе, значи се чуфи со ме бара од маркетинг сектор и така на тоа ми објаснав луѓе, викам, извине, тоа е проверено, гледајте, еве у 4 ќе биде. До 4 викам, може да почекаме и да видиме дали навистина ќе биде така. Веќе околу 3 часот веќе беа затворени експозиторите. Да ја кажеш што направива. За 2,4 милиони евра кои што требаше да се докапитализира банката до 14 август, запаметете. А само 2 дена и тоа на база усмено договор со Народна банка, вице-гувернерките. Ни дадоа термин на 7 август на видеокол до 14 да докапитализираме 2,4 милиона евра. На 12 се носи банката во стечај. Да не го почитуваат и тој термин. 97 дена минимум требаше да се проложи терминот за докапитализација кој што беше поради вонредната Враќање назад на Евростандард нема, така? Зошто ја ќе барам од државата комплетно да ми се даде комплетно банка со сите ингеренци. Вие ќе барате, Ја ќе барам, дали да ќе ќе ви добијам, не дадат, сум сигурен, може би ќе биде прв пат во историјата, што знам. друга работа, но она што останува како Значи, факт некоја Лазарева банка, како Лазар не гледаш. дека никој од штедачите и оние кои имаа пари веќе сите се исплатени, ако не се лажам. Во голем процент, само тие повластени што биле со некои каматни стапки, тие се уште не се во помал процент исплатени. Може да ни И- објасните што значи тоа повластени каматни стапки за Па тоа што видите вака, тоа без знаење на надзорниот одбор, управниот одбор си земал право за некој да дава повисоки каматни стапки на депозите, на некој пониски. Тие што се повластените, тие денеска се ставени во една да не кажем категорија на повластени демек соучесници во целиот целата тој работа, систем. да. Или тоа помал дел им исплатен. Па фамилија Заеви тогаш се учесници. Фамилија, види вака, знаеш што, најболното е тоа што фамилијата Заеви може би толку не е присутна во самата банка колку нивните да не кажам главни поддржувачи во Струмица. Вие во една Струмица денеска од банката да се одлее капитал скоро 40%, тоа е во една фирма, кај еден човек Како со психички 24 го на фирма. поднесувате ова? Јас не би издржал да ми пропадне банка, Па, одмah ви кажам. знаеш што ја би ти предложил да ги доживееш моите години, ќе сватиш дека животот се е некоја борба. Борба е. Чим има нешто што е поважно од банка и чим Животот. човек може да издржи пропагање на банка, тогаш може Луѓе. човекот се да издржи. Луѓе, ви слушатите, голи сме се родили, голи ќе си одиме. Ова материјалното што го стекнуваме, тоа е за време на нашиот живот. Колку ќе оставиме на нашите деца, тоа е не е толку битно да тие деца ти што остануваат зад тебе, да ги наоружа со знаење и со некои вештини. Да. Тоа е основната работа. Капиталот е, знаеш што, минлива и менлива работа. Без да ве навредам, постои еден чаршиски муабет дека вашиот син Коста е еден од одговорните за пропагањето на банката. Да. И Коста е под истрага, меѓутоа се уште нема никакво обвинение. И верам дека нема да има, бидејќи он бил претседател на кредитен одбор, во кој што имаме ние кредитна комисија, која ги испитува сите документи и буквално Коста е ставен во ситуација како ја претседател на надзорен одбор и он претседател на комисија за кредитирање, документација потпиши. И тоа се тие работи. И не може да даваш пари без да видиш кому ги даваш се. Ама видите вака, не сме у бакалница, ова е банка, луѓе имате. Види вака, Евростандард банка. 24% имаше од вкупниот платен промет на месечно ниво во Република Македонија преку македонски пошти. Да. Имаше преку 1.400.000 до 1.600.000 трансакции. И како јас можам да ги пратам тие работи на дневна база?
нека и граѓаните бидат малце рационални. Банката е сосема нешто друго. Да имам супермаркет или мало маркетче, па би разбирал, би можел тоа да водам. Во банка како може? Има правила на игра. Па како вака него измамат Хари Костов он е успешен банкар. Па види него вака не може да го измамат. Некој е мамач, некој е мамен. Кога го спомна името, не сакам ја да го спомнам, апсолутно сите. Ама добро е и Аргиров од НЛБ банка и него никако никој да го измами и од Стопанска банка, знаете. Вие тоа ќе кажеме на работа. Тоа се уште поголеми системи од вашиот. Јас само ќе кажам дека системот на позајмици не го измисли Евростандард банка. Само Евростандард банка беше првата банка што сакаше да испадне од овие незаконски трансакции. И мислам одлуката за носење устече се донесе во оној момент, од тој банкарски, да не кажем, картел, да се носи устечај, за да не испадне целата работа на виделина. Бидејќи со тоа може да крахира цел финансиски систем од државата. Околу оваа работа имам правено ја емисија, ама никој не ги разбира во државата. Да, околу поземиците. Ајде да прашаме сега што околу оваа што ги спомна поземиците. Со господинот Костовски, јас имаме долг однос, имало и трзавици, не дека немало, уште си пиеме кафе. Што стана од оние кои што требаше буквално да ги прерипуваме за да стигнеме до кај вас, господине Костовски, што бе околу вас сегашни амбасадори, поубави локации, па разноразни политичари, професори универзитетски, едно друго, буквално. За да дојдеме до кафе во едно пријателско со вас, требаше да ги прескокнеме, да ги заобиколиме, тешко се доаѓаше од нив до вас, не? Ивица, прво ние можевме да пиеме кафе на сите оние ораторски вечери. Направен факултет. Кафе во деканатот направен факултет. Или доле во бифето. Сакам да кажам, тоа дека сум имал пријатели кои што имале сосема други интереси, не ги судам, да се разберем, бидејќи реалност на Македонија за жал е таква. И не можеме да судам некој кој што сум одозволил да ми се приближи и дека он имал намера или јас сум имал намера. Едноставно било прошло. Во секој случај јас велам, пријателите сами си ги бираме. И последиците од пријателите, ако ни имаме последици, сами сме виновни. Јас не се чувствувам ниту загрозен од моите некои бивши мои пријатели, што ви кажа од фелата на високата политика, не сум уопште. Ниту им замерам, ниту имам намера да судам никого. Едноставно, ни се резидува патиштата. И сега сметам дека јас имам свој порив да водам некоја собствена војна, гледам дека тие луѓе едноставно не знам дали статусот на нивниот живот им го направил тоа. Сакат убав комодитет. Да, сите го сакаме комодитетот. Меѓутоа, без борба не може да стигнеш до целта. Го познавате Димитар Апостиев, еднаш ве слушнав, кажавте дека го нарековте мојот, не се сеќавам. Па 3 пати он поред беше добитник на наградата за првенец на ораторските вечери. Он беше прекрасно дете, морам да кажам. По таа линија Левица отвори сметка кај вас во банка? Не знам, веројатно. Ние тогаш наградите ги дававме во чекови. Веројатно симпатија постоела. Да се и тоа е... Ја бев критичар, викам, дајте нека обсерваторија за финансиско трговско право, нека направи господинот Костовски. Ораторски вече ние ораториве сами да ги самофинансираме, да не биде со вакво, и тоа беше една критика на која што ми се мрштеа многу мине на правниот факултет едно друго. Јас мислам дека посоодветно ќе биде една обсерваторија за, не знам, финансиско право, трговско право, бизнис право, не е ни битно. Меѓутоа убаво дружење беше тоа со ораторските вечери, сите испадна интересни ликови. Па фини ликови се исклеса, да ти кажам, објективно убави ликови, сега да ти кажам дали некој е левица, некој е десница, некој не е битно. Битно имам изградени луѓе кои што се буквално избилдани со квалитетно образование. Да. Излегува одредени информации дека во Евростандард банка се заобиколувале санкциите за Венецуела преку Евростандард банка. Никој пат. Видите вака, не е банката систем кој што решава системски прашања. Тука имаме ние одредени институции кои комплетно го контролираат секој прилив. Понад 10.000 евра е комплетно оставен на лупа на одредени структури овдека. Апсолутно не е точно сето тоа што се говори. Јас во принцип, што ние со Венецуела кон Македонија република дефинитивно имаме, кажете ми. Ја буквално се бунев.
Зошто Венецуела се става на црна листа? Што не имаме со Венецуела? Што имаме ние со тој режим? Кој е интересот на Македонија? Ние сме дел од Бидејќи од она што умеев да разберам. Тие плаќања што се правеле со средства на Венецуела и исклучиво се платило низ Европска унија за купување на медицинска опрема, на опрема за производство на храна и прехранбени производи. Дефинитивно. Ја не гледам ништо што е да е на дрога да укажува, на оружје и некои фондови кои ще се финансираат преку банката кои се наменети против човештвото. Апсолутно не. Према тоа, меѓутоа, после кога ми објасна дека Македонија едноставно ги прати сите заложби на НАТО, на ЕУ и НАТО, ама види, мене ми беше чудно, Венецуела има ембарго за купување на нафта. Да. Единствен повластен да купува од Венецуела нафта Шеврон, америчка компанија. Сега, што сум ја овде како македонец? Ја да не можам да со нив да работам, Шеврон да има. Ја го почитам правото на големиот. Правото на големиот е секој пат силно. Знаете колку збориме до сега? Цели 34 минути ја поминуваат. Аман бе. Одиме со кратка пауза, почитувани слушатели, по која ќе се вратиме да дознаеме одговори на 3 прашања. Првото прашање е дали некогаш Трифун Костовски се сретнал со КГБ, второто прашање е дали Димитар Апасиев е масон и третото прашање треба да го смислиме. Трифун Костовски во Радио Лидер, почитувани слушатели, скокаме од тема на тема, уживаме во овој утрински разговор со нашиот гостин, кој е доволно искусен. Стар е навредлив збор. Не, јас сум возрасен. Да. И искусен. Колку години? Или за години не се сега прашува? терам. Не, зашто не. 23, уште малце до 100. Уште 23 години до 100. Да. Одлично се држите, морам да признам. Благодарам. Господ, човек на таа возраст вака брзо да комуницира Ивица е реткост, особено во Македонија. Јас мислам дека до духот е. Имаме јас и ти пријатели кои на 17 години беа престарени. А имаме вакви пријатели кои што али ја по друга страна вака кога гледам бизнисмени на тие години како се држат добро, викам па и дедо ми љубе да не беше Рудар да беше бизнисмени, он ќе беше ваков. Да ти кажам, професијата не мора ништо да значи. Еве денеска е убав. Да, но квалитетот на живот го зголемува. Пристапот до повисока медицина. Квалитетот на животот зависи од нас самите. Од нас, секој поединец да се разбереме. Има некои работи кои што мораш да ги практикуваш. Не само ради себе, ради собственото здравје, а собственото здравје треба да го чуваме токму ради нашите семејства. Имаме се уште обврски пред нас. Денес, како го видов овде убав ден, веднаш си помислив на Зајшеврид, тениските терени. Брзо ќе се отвора. Јас се уште играм и тенис, футбол. Ние имаме еден дипломат кој често доаѓа тука, се познава Георгија Мисајловски. Да. И Георгија вели дека постојано ви држи лекции по тенис вас. Стварно е толку подобар или се фали? Не, ја мислам да го видам на терен, ќе го згазам. Малце шала. Добра. Не сум играл со Ѓорѓи. Не сум играл сега тенис. А со Звонимир Јанкуловски? Не, он е за мене предовар. Он е веќе висока клас. Он е за мене предовар. Види, ја ова ќе кажам. Ја преферирам дубл, кај што можам да трчам толку колку што можам. Ќе фатам топката ако можам. Ако можам да стигнам, ама ќе направам се од себе да стигнам. Ама да бидам роб на тоа топче и на тој рекет, не. Сличен ви е пристапот кон бизнисот. Ама животот е еден. Јас зашо видите вака јас еве денес кува сончев ден, јас сум радосен. Радуете му се на денот. Голи доаѓаме, голи си заминуваме. Костовски, вие сте работеле трговија меѓународна, тоа сте работеле баш со овие региони кои сега се во војна во Русија. Знаеме дека во историјата тие големи бизниси таму беа контролирани практично од Советскиот сојуз, односно тајните служби таму. Сте имали ли некојаш комуникација со КГБ? Не знам да ви кажам дали сум имал со некој лице од КГБ, официјално јас со ниедно лице не ми се представил дека е КГБ. А претпоставам дека имало такви, бидејќи сум комуницирал со амбасадите на бивша СФРЈ, која беа тука, потоа со амбасадата, руската амбасада во Скопје, со високи
да не кажам структури во Москва кога работев со Руската Федерација. Исто така сум комуницирал со високи структури на украинската администрација. Така да за мене буквално и ова што се случува во тој дел е парадокс, меѓутоа знаеш што, сваќам дека во светот се е можно. Чиме можно Русија и Украина да бидат во војна? Сака Љупчо да каже, постои низ Скопскава чаршија еден мит дека ниту еден од вас кој што излезе надвор од државата за време на социјализмот не можел да излезе без некои специјални врски со види вака ја државата, Ивице, ја да не претеруваме се. Не, ја прво да ти кажам, јас моето вработување од Технометал Македонија, после тоа станав Технометал Вардар, кога испаднав како делегат. Моето беше танталови макеја да испадам надвор. Едноставно, работата и успесите на работата беа единствениот критериум во кој што мене ми дозволија да мене на работнички совет бившата СФР да ми изгласаат да бидам делегат. Меѓутоа, знаеш што, меѓу другото се бараше да биде и политички подобен. Политички значи треба да бидеш член на КПЈ. Ја не бев. Ама влези па влези. Влегов, се запише во КПЈ. Сега, целата истрага, немам никакво бекграунд досие зад себе. Целата истрага завршена и сето и тоа е, добијам информација. Мајка му на Фрчко Сека беше секретарка во Републичкиот надворешен совет и ми вели решението ти е дојдено овдека позитивно, дека апсолутно немаш ништо, можеш да замениш. Фрчкошки мајка му со тоа се бавела? Секретарка беше. Зашто не имаат демократска традиција во семејството? Во секретари од комунистичка партија. Видите вака, да не ги судиме луѓето, да ти кажам едноставно на времињата се кај нас такви во кои што секој ќе направи се што. Меѓутоа да ги задржиме кај нас доблесните работи како луѓе. Тоа е најбитната работа, да бидеме луѓе едни со други. А дали ќе бидеме леви, десни, либерали, нелиберали, дали ќе бидеме стар систем, нов систем. Со кој компанија од таму соработувавте? Молам? Со кој компанија од таму? Од Полска? Не, од Украина, Од Украина. Ја работев со производители на железна руда. Караганда тоа беше далеки Сибир и во Гупкин, тоа беше најголемиот комбинат за производство на железни руди. Најквалитетна руда. И директно тоа е, да ти кажам, во еден и друг смер од Москва се патува со воз по 12 до 15 сати. А во тие времења да патувате со воз низ Русија и Руската Федерација, да ви кажам, животот не ме вредел ни 5 пари. Меѓутоа, Господ има. Тоа ќе кажам, верувате, во ништо не сум се плашал. Секој пат сум гледал на секоја опасност и предизвик со отворени очи. Мене само ме плаши кој ќе отрпи се Звонко Јанкуловски после ова признание дека бил подобар тенисер. Ама не, ја го гледал Звон, види вака. Кој ќе отрпи вака некако? Види вака, убаво е. Види вака, убаво да се признае, кога не, човек има фат, има Македонскиот Новак Џоковиќ. Да. Но се вратиме, значи, вие го познавате овој регион каде што се води војната сега во Украина? Жално е. Жално е за тој народ, да ти кажам. Ние го познаме само од книги, не знам за генерација на Љупчо, моја генерација уште учеше дека тоа е срцевината на советската индустрија во тој регион. Има некоја вистина во тоа? Виде вака, тоа е регионот Днепропетровск, Донбас. Тоа е најсилниот индустријски потенцијал на Украина. Украина, ако погледнете источна и западна. Западна Украина, сем шуми и шумско и производство дрво, вие немате ништо. Тоа што било под Австро-Унгарија, Лјевов и така. Точно така, Лвов и сето тоа према Молдавија и према румунска граница, према Бугарија. Оној целиот тој дел околу кој денеска се водат. Видете вака, се водат војни околу места кои што се стратешки од аспект на бизнис, да се разбераме. Точно се тие места кај што најголема концентрација на популација, па да не кажам и на интелектуален кадар во тие области беше. Не случајно еве, актуелниот претседател на Украина, буквално од Кривој Рог. Да, таму. Он е Кривој Рог, тоа е најголемиот, најчуден град за мене. Преку 130 километри е во должина, широк едно 30 километри и на секој километар ти имаш копална, односно рудник за ископување на железна руда. Тука е и толку е свето, да ви кажам. Тоа е нешто најчудно. Меѓутоа, никој пат во тие две држави не сум бил дочекан без респект, без заемен разговор, без... Наликуваат овие луѓе културолошки на нас? Они се многу почесни од нас. Ние сме расипани.
Па видите вака, ја често пати таму зборот за мене му многу повеќе значило отколку овде кај нас во Македонија. Таму јас сум били моменти кога комбинатите ме должат по неколку десетици милиони долари авансни плаќања за да можат да испорачуваат роба. И ја испорачував годишно под прилика 3,5 до 4,5 милиони тони железна руда од Русија и Украина. А каде ја носевте? Во Полска претежно, во Чешка и Словачка. Огромни количини и мислам дека бев А многу... како токму вас ве одбрана или за ова да го правите? Зашто не го правеа тоа сами, туку вие бевте посредникот во тие операции? Па посредникот, што беше местото и логата на бившата СФРЈ и тие клинички, и тој клиринг кој што ги имавме со сиот Варшавски пакт, членките кои што беа на тој пакт. Фактички тука немаше чврста валута, тука имаше размена, трампа, роба за роба. Ние буквално, ние од бившата СФРЈ бевме многу, барем тие што останавме понатека у бизнис, многу спремни да видиме што сакаме у робната листа да ни влезе со моделна земја и како можеме да направиме трговски бенефит. И ние буквално на тој план Технометал Македонија прво и после тоа Технометал Вардар многу напредна. Ја не сум единствен кадар кој што се испили од таа фирма. Клирингот нам ни го даде тоа право. Кои други се испили од таму? Златко. Па тука те Гуштеров, тука е Кецман, тука е Божиновски, ги имаше многу мина. Нико Палигора. Тоа се луѓе кои што имаат своја тежина. Види вака, сакам да кажа, од тоа што се испили, се створи еден убав состав на бизнисмени, што ние ко македонци не умеевме после тоа да се синхронизираме и да се споиме, да направиме нешто покрупно, тоа е друга работа, бидејќи објективно за тие нешта ние ги имавме тие работи. Не сум ние, само ние од Македонија, меѓутоа имаше такви успешни луѓе и од Хрватска, од Србија, Босна, Словенија. Немаше луѓе кои што не успева да го искористат буквално тоа што ни беше оставено од бившата СФРЈ како занает. Трампа, роба за роба, знае беше. Види вака тоа се работи. Зашто Советски сојуз кога се распадна, тие не умеева да размислуваат пазарно. Ти едноставно во моментот кога се растури целиот тој систем, не знаеш што ќе прават со робата. Кој ќе ме купи, како ќе ме купи, нема појма. Меѓутоа тој систем брзо успеа да се стабилизира, се едуцираше, се појавија нови кадри кои заврше по најпрестижните универзитети ни свет, така да после тоа си го презедував. И заработивте многу пари таму. Многу. И на крај огромен дел од нив ги изгубивте во Македонија. Па добро време сум ги дал на мои македонци. Ама да завршат на право место. Малце шала во сиото. Не, сега. Ама така доаѓа. Вака кога ќе го следиме текот на парите, доаѓа така. Прашањето е подобро, еве, ајде да не идеме научени лекции. Како да ги изградиме овие системи, како да се справиме со пазарното стопанство во услови на глобализација од еден мал народ, една мала економија, еден мал народ да се осочува своето место во Европа и во светот и при тоа да успее да ја изгради барем некаква самоодржлива економија. Мислам да го научно тие прашања. Не, сосема му е на место. Ние од бивша Југославија не научивме како треба да се гради држава. Словенците тоа го докаже на пракса, во пракса. И тие беа дел исто така ново создадена држава со стварањето на прво Срби, Хрвата и Словенаца, беше на Југославија, после тоа беше СФРЈ. Да. И буквално и тие се стекна со нешто што и ние го стекнавме. Меѓутоа, они успева сиот тој заеднички наш соживот во таа бившата СФРЈ и ФНР, они да го капитализираат во нешто многу повредно. Секој пат словенците на било кој ниво да се, на сојузно ниво да беа во бившата СФРЈ, секој пат прво размислува за интересот на Словенија. Дека кај нас беше обратно. Кој ќе заминат некој во Белград, едноставно бара овдека тие што ги пратиле од тука да ги заборават. Тоа беше праксата. Ама така е во враќањето на Киро Глигоров за председател. Тоа е односот на секоја паланка. Тоа многу говори, да ти кажам, за нештата. Па тоа нели кој во Европска унија велат кога сакаат некој политичар да го откачат од
националната политика го праќаат во Брисел и го забораваат, на пример. Пак, за жал ние ко Македонија Белград го користевме како дестинација за траен опстанок таму, а не за учење и принесување нешто за сопствената држава. Жално е тоа, меѓутоа тоа е факт. Како се задоволни од моите колеги од македонска дипломатија во времето кога бевте и претходно со Југославија и после тоа во Виена? Ме видите вака, ја ќе кажам, дипломатите од Македонија кои што поминале низ тие филтри, бивша СФРЈ, објективно имаат еден дигнитет многу посилен, за тоа местото и улогата на дипломатијата. Денеска ние веќе во Македонија не знаеме кого се плаќаме за амбасадори, буквално не по локација да е амбасадор, не да има искуство за себе, туку по заслуга, нечија, да не кажам, партиска заслуга или нешто направено, или ако треба да го трнеме, ќе го пратиме за амбасадор. За жал, амбасадорските места кај нас се место за отстрел на тие што ни сметат, а имаме некои обврски према нив. Беше дека типичен пример со директорот на АВН, нели, која беше ова проблемот со украинецот, државјанството. Да не И тој требаше да замени амбасадор во Франција, а пред тоа беше на функција, која му се побара оставката, веднаш му предложија да биде амбасадор. И тоа во една од најсилните земји на Европската унија. Ве молам. Сега, дали амбасадите треба да ги полниме со дипломати или со, пак да не кажам, полициски структури, тоа е друга работа. Тоа е прашање на секоја држава. Го познавате премиерот Ковачевски? Молам? Го познавате премиерот Ковачевски? Имам еднаш се видено со него. Од кога стана премиер или претходно? Не. Пред тоа. Со татко му многу подобро се познавам. Меѓутоа, мислам дека Димитар е залутан во оваа работа. Не ја познава политиката, не ги познава некои стратешки работи кои што се од аспект на Македонија. Иако има завршено економски факултет и како што ме вели мојот другар кој му бил професор Таки Баџиевски со солиден, да не кажам, оценки. Меѓутоа, ова што он го работи на начинот кој што го имплементира, мене не ми се допаѓа и не води ништо добро за нас македонците посебно. Не за Македонија само. Ако нас македонците не биде, нема да биде ни Македонија, да биде јасно. Дадовте една критика на неговото работење, но не ми е јасно една друга работа. Вие се соочувате со еден проблем, кој е проблем и за многумина други, нели, кои биле дел од таа банка. Првенствено проблем за оние што биле вработени, а дел од оние кои имале пари таму им ги вратиле, дел уште им е проблем за тоа што ги чекаат парите и така натаму. Тоа е еден мултидимензионален проблем. Физичките лица се обештетили скоро сите. Добро, но има и компании, има и... Да, значи, таа работа засега многу луѓе. Колку вработени имаше Евростандард? Па имаше со се филиалите од прилика 600 луѓе. Тоа се 600 семејства. Се мултиплицира проблемот. Не ве побарал никој од власта, од било председател на државата и така натаму да седне со вас, да ве праша, чекај Трифун, што е работа, што се случува, како да се среди ова, знаете ли кај е проблемот и така натаму. Не знам, дали изгледам црн ѓавол во нивните очи, веројатно сум, бидејќи немам влакна на јазикот, едноставно ги кажувам нештата со во прво лице еднина и најотворено. Отворено ќе кажам дека ниту власта никој не ми пришол, имаше по некој пат месенџер да се појави, знаеш што, прво да те уплашат, знаеш што ти трни го семејството надвор, зашо ќе има апсење. Зошто бе, дојдете апсете ме ако треба, слушај. Што ме претите со вакви работи? Кога мене банка ми затворија на мој бели очи, буквално. Би отишле во затвор? Дал мене ќе ме затвореле, молам? Би отишле во затвор? Зошто да не? Па затворате за луѓе. Ако имаат обвинени, имаат причини да го направат тоа, нека повелат. И отворено ги поканам. Стојам на располагање. Не се кријам. Имам преди се чист образ
и јасна моја мисија. Мисијата моја е да оставам порак и на моето семејство, на моите деца, на моите внуци, дека во животот мора да се борат. Костовски, во однос на оно што го разговаравме во првиот дел, вие рековте дека на еден или на друг начин на Жан Митрев му ја ставаат истата јамка ва што ви ја ставале. Па, јас само го гледам како клиент кој што буквално е фатање, а дали е истата јамка или не знам, во секој случај. Дефинитивно, ја тоа ќе кажам, структурите во Македонија, кој што им сметаш, како јас во банкарскиот сектор, бидејќи реков јас сакам стоп. Ние кога газди рековме, излегуваме од овие шеми на позајмици. Ама зошто не ги пријавивте во полиција тие шеми на позајмици? Зошто не ги пријавивте ама во полиција, јавно и ама обвинителство? види вака, Љупчо, на полиција што повеќе направив сопствен извештај во кој што дадов точно на упатства како се користене парите, како Ама се... тоа е отпосле. Па отпосле. Ма ја не можам да имам увид во сето тоа што се работи на дневна база. Не можам. Да, но вие рековте сте излегле нели од таа шема на позајмици. Зошто кога излегувавте од таа шема на позајмици, зошто тогаш не го пријавивте тоа? Она е барем мене тоа ме мачи. Па види вака, бидејќи тоа гледаме се практикува во целиот банкарски сектор и ние рековме стоп, ние излегуваме од оваа работа. Сакаме чисти сметки. Лоши пласмани, земи си ги назад. Врати ми ги парите ако имам депозити. Тоа беше буквално експозитура, беше Евростандард банка на Комерцијална банка, како да кажа повеќе. За стоваришта буквално за лоши пласмани. Имаше некои кредитни партии кои што беа давени во име на фирми наши, кои што беа без одлука на надзорен одбор не смеа да се искористат. Тоа говориме за милионски суми на евра, кои што едноставно Комерцијална банка не го почитува тоа, без никакви одлуки тие пари ги користи. И никој денеска ништо не му фали. Ниту влакна не фали. Чекайте. За ова што го споменувате. Добре, вие ако сте биле филијала и ако сте имале лоши пласмани, зошто не ви текна пред 7 години, 6 години, 5 години, 10 години, независно колку време сте биле филијала да излезете од тој ние тоа го разбрахме последните година дена. Кога го сменивме управниот одбор. Ние го сменивме и тргнуваме да излегуваме. Видите вака, буквално ние ко семејство бевме уценети од Комерцијална банка за кредитот од 10 милиони евра кои што го добивме за докапитализација на Евростандард банка од Комерцијална банка, дека не смееме да покренуваме тужби против Комерцијална банка, ние како акционери. Таков документ потпиша. Меѓутоа, тој документ денеска 5 пари не вреди и отворена вела. Тоа беше најпроста уцена од страна на Комерцијална банка. Ивица, имаме еден зајадлив коментар од еден слушател, за мене и за тебе коментар. Вели, Златев и Боцевски, вие кога ќе сватите дека сте уствари филијала на телевизија Алфа? Па не знаев ова. Па сега, ако ние сме филијала, тогаш нашиот гостин е лош пласман. Не знам гостинот. Не ми делува така. Не можам слушателот да го коментирам, не го познам, меѓутоа не знам, би било добро да објасни што он добро има видено од овој систем, како функционира во Република Македонија. На национален план, на економски план. Во Македонија луѓето се многу цинични, зајадливи. Ама ќе испаднеме ли од тие пранги на цинизам, на омраза, на омаловажување? Дайте да ги почитуваме во секој поединец убавите работи, да ги поттикнуваме да ги развиваат тие во себе, а не да бараме во него, правајќи го со таков цинизам, со такви навреди, ти го ставаш во ситуација да се брани и да биде животински да одговара. Зошто тоа? Има тука да ви кажам, ради тоа, образованието е најсилниот сегмент од човечкиот живот. Без образование ние не можеме да имаме силна држава. Без образование не можеме да креираме нашиот живот. Без образование. Али не вакво образование. Кога денеска у владата на Република Македонија 50% од дипломите се дадени и задени од Струга. Од кај Рамис Мерко. Рамис придонесува многу за... За едукацијата, да. за едукацијата. Добро, убаво рецитира човекот поезијата.
Зашто бе ти отиде на државен факултет да докторираш? Сега 3 години ќе те чекаме. И ја отидов во Англија, ме вратија година дена назад. Ке мене причината е многу едноставна, затоа што заради занимавањето со политика, дипломатија и други работи, малку ми се отегне времето. Ке ти земевме еден докторат на компензација. Не сакав тука тоа да го завршам, затоа што со сета почит до дипломските студии ги имам завршено во Скопје. И сега ако сакаш да напредуваш во животот, треба да се покажеш на некое друго поле. Во Америка завршив постдипломски, докторските мислам на некое друго место, меѓутоа кога ќе влезе човек во семејни води и со работа веќе малку потешко е да се земе се стипендија, цела фамилија некаде да носиш 3 до 5 години докторираш. Веќе други се математиките во животот. Меѓутоа и Кирил и Методи е добро место за оние што сакаат да земат знаење. И тоа е. Еви сега ќе кажам дека сите ние овдека сме завршени, барем мојата генерација на Кирил и Методи. Нормално и нашата генерација. И за мене тоа е бренд македонски. И мораме да го одбраниме. Ние, ако ние не го браниме, не му дадеме димензија на респект и почит и таму да ги бареме своите натамошни усовршувања, тогаш ние самите се Вработувавте копаме. вие во банката од приватни факултети? И како да не, апсолутно ние бевме исто така кај Фијацановски, ние имавме заеднички, да не кажам, посети на Ако ви беја таму стручниве служби, Меѓутоа, со економски факултет исто имате Да, и со економски факултет, да, исто. Не, мислев, со Кирил и Методи генерално имавме добри односи. И уште со сите ректорите, апсолутно ние, и ко фирма, и ко човек сум бил секој пат. Се уште пеете? Гледам чат пак ќе постирате нова песна на Facebook. Убивам пејки. Да, го сакам животот. Ќе задржиме критиката. Нема, треба, знаеш што фали како што прават вие, нели, далматинци, фали едно едни скопски боемски песни. Латас ве оговараше во оној подкастот Скандалозен со Лазаров. Зборуваше и за вас дека сте снимале како сте пратечки вокал на Френк Синатра. Не. Латас нешто слушал, ама не дослушал. Добро, не му замерувам. Па не му замерувам, виде вака Латас е таков, мислам, ќе чуе една информација и веднаш после тоа и додава една друга димензија. Јас имам направено собствена верзија, компилација заедно со Френк Синатра. Заедно пееме. Ја и Френк Синатра знаеш што другари сме. Се шалам. Навистина, имам направено собствен кон. Бидејќи тоа... Ама чекај, во песната сте двајцата или само вие пеете? Двојца. Па значи Јас дел пеам, а пее дел Френк Синатра. Ама тоа нигдека не е објавено на туку тоа е за пријатели. Тоа е сосема моја лична работа. Па за тој дел веројатно. Сега веројатно Латас повеќе знае за мене. Што не ми кажал дека ќе има и банката ќе ме носеле во стечај? Како еден приватен стопанственик и тоа еве докажан во повеќе земји, го има за свој политички еве да речеме мотив Јосип Брос Тито. Еден комунист. Да, ја еднаш сум бил во канцеларија кај Трифун Костовски или 2 пати и сум видел слика исклучиво од него, од фамилијата, нели, од него, од фамилијата друг. Нема и слика од Тито. Друго ништо нема. Такое што сакаме од страна. Како се обидам јас помладиве генерации затоа што не помнат тоа. Дали да се биде македонски патриот, овакво значеше и значи, нели, да се има еден антагонизам кон поранешна Југославија или не. Еве овие две прашања во едно, мислам можеме да ги одговориме. Прво Македонија сум длабоко убеден дека не би можела да биде држава, самостојна држава после Втора светска војна доколку не беше во еден состав на некоја бивша заедница што била прво. Заедница на Срби, Хрвати, Словенци, понатака се направи Сафарија. Ние уште да имавме многу комети, многу револуционери, објективно тешко дека ќе стигнеме до државотворноста на нашава држава. Тоа е првиот сегмент кој што јас го придавам како голема важност што сме биле дел од таа Сафарија. Мислам, Македонија за време на Сафарија, ако ви ја погледнете, 45 години постоеше. Сета структура, бизнес структура на црна металургија, обоена металургија, цементна индустрија, хемиска индустрија беа направени токму во тие времења кога објективно се инвестираше многу во Македонија. Денеска сите енергетски потенцијали што ги имаме потекнуваат токму од тоа време на таа бивша Сафарија.
Еве денеска ние веќе скоро 33 години сме самостојна држава, па нема ниту 5% тоа што направено таму за 45 Да, години. освен Козјак, друго тешко вака да не. Па друго тешко е. Тоа говори за самата наша специфична тежина, колку сме ние спремни, колку знаеме, колку умееме и како тоа треба да го работиме. Тоа види вака оваа критика до самиот себе, да се разбереме. Не го критикам само мојот сограѓанин или мојот народ. Се критикуваме самиот себе што едноставно не успеавме да направиме систем на вредности, кој што ни ги остави зад нас. Примитив дека сте еден од ретките во државава кој е изузетно критичен, па дури и со обвинување кон себе. Ама види вака, Љупчо, ја не сум свете, за да се разбереме. Јас сум обичен човек, а велат човек чим се роди греши. Да. Јас сум грешник. Прифаќам дека ако некој ме обвинува за нешто, сема ако не е апла невистините, тогаш можам да демантирам. Да, ама кај нас кога ќе станат подсвесно милионери... јас сметам дека јас сум дал можност. Зашто е? Види вака, кој е проблемот сега кај мене? Пред да продолжам на прашањето за Македонија и Биже и Тито. Ако сум ја дал можност да некој мене ме просне дека може мене лесно да ме изманипулира, значи грешката е во мене. Морам да бидам објективна и субјективна за таа работа. И сега, човек паметен треба да учи. Меѓутоа, по некој пат тоа учење е многу скапо. Ја Во платам таа вашиот цена. случај е навистина многу А скапо. сега за време на СФРЈ. Македонија објективно, според мене, погледнете, со нашите соседи денеска со кои што немаме проблем. Бугари, грци, албанци. Не со албанците толку. Македонија идеше со светлосна брзина во својот развој. Економски, па да не кажем и интелектуален. Како сакате тоа разберете ме. Интелектуална Македонија може би требаше да остане во таа СФР уште 15-20 години, па да бидевме многу силна како нација, кој што можевме понатака да положиме како Словенија што проложи. Ние едноставно не бевме спремни за распадот на таа Југославија. Е сега, зашто е Тито? Видите вака, најдете ми вие политичар кој што на балканските простори оставил длабока трага за себе. Никола Груевски. Биде вака, чест за секого, меѓутоа... Знам да бидам провокативен. Не. Љупчо биде, апсолутно мене не ми смета. На крај овдека ние сме овдека собрани да разговараме на И да теми. бидеме интересни. Да бидеме интересни, да. Види вака, тој цел балкански буклук, кој што знаеме какви војни се водеа, какви жртви, какви крвови се појавија, каква беда се донесе, да го ти собереш, да го спакоеш во нешто што се вика СФРЈ Југославија, да организираш неврзаните земји, 160 членки држави во светот, да ги собереш тука, да водиш главна политика. И на крај крајва стандардот од таа бивша СФРЈ минимум 70% за тогашни говорам услови, што е стандард. Значи да не кажем, средно ниво на живот. 70% беа релативно обезбедни луѓето. Немаше проблем со работа, немаше проблем со преживување, имаше доволно средства за едно летување, дал можеш да купиш кола и да не купиш, тоа не е битно, ама условите беа такви. А еве да демистифицираме одредени прашања и ставови на јавност. Еден наш слушател вели гостинот крадеше од технометал Вардар. Ја да го И поканам. така стана милионер и се отвори банка. Нека господинот ми каже како се краде, или нека дојде да го поучам како се краде. Умот е најсилниот работа, мој пријателе. Крадењето само овде во Македонија е единствениот начин како да дојдеш до богатство. За жал, јас не припаѓам. Во Македонија тоа у секоја како се вика анализа за стратешки менеджмент, најлесно е преку корупција да се збогатите во оваа земја. Корупција е мал дел. Крадење е сосема побитен дел. Види вака, овде кај јавноста... Крадењето како финален стадиум на корупција. Види вака, корупцијата е... Ние често пати ги идентификуваме како едно цело. Да, тие се едно цело. Ама организираниот криминал е 10 пати посилен од корупцијата. 10 пати е по-финансиски моќен. Тие рушат системи, крадат пари, народни пари. Корупцијата е дали денеска ќе платиш ти 500 денари за некој документ или ќе идеш да ти отворат со рушвет, да ти средат некоја работа. Тоа е мала
мал криминал во основа. Организираниот криминал. Тоа е рак раната кој што нас не тегне надолу. А тоа, организиран криминал, тоа се групи поединци кои помогнати од политичките партии, кои што сите политички партии се набацира кај него и ги ставаат сите институции во негова функција. Тука е главниот проблем, кој што Македонија порано или покасно ќе мора тој проблем да го реши, ако сакаме навистина да бидеме дел од едно модерно европско општество. Да, апсолутно е така во однос на ова, но... Нека тој што вели дека сум крадел од Технометал, нека ми каже што сум украл. Никој пат не сум имал допир со пари, никој пат не сум бил во допир со готовина во Може Технометал. да сте го украле знаењето само од Технометал. Знање, да. Апсолутно, јас сум благодарен на Технометал. Ми даде можност, бидејќи научи занает. Робна листа ти да направиш денеска со Полска, со Русија. Па тоа е злато вредно. Како се опуштате сега? Како освен играјки тенис, уживате во пури, Музика. Еве, знам да правите журки редовно на 8 март сега денот на жените ќе бидам гостин во Драмски театар со Александар Митевски, да ќе испееме Срцето добирано после 22 години од незината промоција. Така да еве, ќе имаме тој мега хит на македонската музика. Па беше убаво. Биде вака е вела старите наши говорели секој пат и ја тоа ќе го кажам како веќе повозрасен. Кој пе зло не мисли. Тоа е правилото. Па у Македонија и пеат чуе се некако. И тука мислиш дека сме малци измелезени. Не ни ве коментирам, вие сте хоби пеат. Јас Кој сум полека у професионализам преминува. Што се озлобите? Што рекле, Љупчо, ти сакаш да кажеш дека сум млад и перспективен. Да, вие сте млад и перспективен во музиката, има уште многу што да видиме. Да. Не, меѓутоа околу млади перспективен, мислам дека една од пораките е дека Трифун Костовски се враќа во бизнисот. Дека не се предал никогаш. Така? Ја во животот сум сакам да бидам присутен, сакам да бидам во етерот присутен, меѓу моите сограѓани, меѓу моите луѓе, колку можам да влијам, да го сменам. Планирате да влезете? Во политика нема да останам равнодушен, тоа дефинитивно, бидејќи сватив дека изворот на сите наши да недостигнувања во нашето секојдневие, изворот е политиката. Дали ова е најава за камбек во политиката на Трифун Костовски, што го имаме? Камбек, не знам дали ќе биде камбек, ама дефинитивно нема да бидам само гласач. Партија? Не можам да кажам. За Председателски избори? За партија немам финансиски средства, немам таква моќ, меѓутоа да поддржам идеологија, да поддржам поединци, да поддржам групи кои што имаат добри намери, кои што имаат прави резони каде треба да се движи Македонија, секој пат сум спремен. Јас сум спремен да и со ѓаволот да седнам да разговарам, ама ако имаме заеднички интерес, ама да не биде ѓаволски, тука да биде од општ интерес. Ивица, ова е шлагвордот на нашата емисија од ово утро. Дека господинот Костовски нема веќе да биде само гласач. Па нема. Па добро да види се, има различни начини на кои што може да се окаже својот став. Во Америка знаеш како кажуваат луѓето со капитал, како кажуваат својот став. Така е. Според тоа го финансираат на избори, знаеш, не? Така што Во Америка владе правилото во кој што во политиката политичар директно нема да влезе од бизнисмен, меѓутоа ќе поддржува политика. Ја до сега се трудев како бизнисмен да поддржувам, меѓутоа видов дека сето тоа отишло во ѓаволите. ова како Трамп сега, не? Кога ќе отиде? Па да. Па од прилика на тие години влезе Трамп во политика. Па затоа велам, јас сум млад и Трамп беше перспективен. во шоу бизнисот сега, исто. Ке треба само Па види вака, Трамп е универзална личност, да ти кажам. Тој е човек кој што 3 пати банкротирал, 3 пати од се ко Феникс се враќа во бизнисот. Вие за сега само еднаш. Ја еднаш, да, еднаш. за Ама сега само затоа сум јас млад, не знам. Мала земја Македонија. Јас сум млад и перспективен. Ке нас со едно се, ама добро се види, се ако ке надокнеш овој ајдуклак од политички, код 3 банкротирање во Америка е да се прави бизнис во Македонија или код 10. Ние сме вон сите стандард, да ти кажам. Ние сме се уште градиме као демократија, најмал се однесуваме демократски. Ние вие не имате демократија во самата партија, во било која партија. Имаше буквално
веќе се прават тотеми на личности. Денеска ние немаме едноставно демократията се сваќа буквално нека ми простат некои кои што се политичари, али навистина честни политичари. Денеска политичките партии се за мене во Македонија, барем на тој начин организирани, тоа се, да не кажам, криминални банди под плаштот на политиката, да влезат до освојат. Имат огромен буџет на располагање, огромни средства, плюс тоа имат и големи придобивки со тоа што ќе вода државата. Значи, тука сакам да кажам, да се биде денеска политичар за мене е најодговорна функција. Не толку ни стопанственик. Бидејќи од јаки политичари ќе ја креираме нашата иднина. Ако ги немаме такви кои што не случајно велат, вика, рибата смрди од глава. Ако на глава, на село, на државата немаме луѓе стамени со искуство, со знаење и честни намери, тогаш дефинитивно ќе зафатиме некој друг пат во реалниот свет. Еве, имам уште еден циничен коментар од еден наш слушател, вели: секој што го почитува Тито мора да ги ставил рацете во мет. Јас го почитам Ова е Тито. некој ВМРО-ец. Јас го почитам Тито, рацете во ниту еден. Ја не знам тој што прашува што лошо вишело од Тито. Што лошо тој вишело од Тито. Да, еве. Ама добро, кај нас имаме малце Не. алтернативни Види вака, дека историјата. дефинитивно системот кој што бил не одговара на денешниве модерни. Не, само да ви кажам, значи има и за мене беше едно фрапантно откритие. Значи овие нови генерации кои што се родени во независна Македонија како Љупчо, не зборувам за него, туку сега одеднаш како нив се развива некоја си потреба да бараат работи кои што не постоеле. Па така, нели, во Југославија, немек во Македонија имало луѓе кои што имале отпор кон Југославија од позиција на независна Македонија. Измисли се како хрватите што прават, и во Хрватска ниту имало отпор, ниту било што, меѓутоа ај се измислуваме некои нови митови. За мене е тоа чудно, меѓутоа чисто да знаеме дека фрапантно е вака. Не, види вака, ја носење на одлуки да ти човек го оценеш или го му дадеш нека димензија, многу зависи што ти, ако умеш да ги анализираш неговите дела. Не како бил, дали бил убав или не бил убав, не како што кажал и што кажал и како кажал. Дефинитивно ние како Македонија, ние благодарејќи на таа СФРЈ не имаме денеска се учи државата. Таа држава беше направена прво како македонци, конститутивен народ. Во кој што конститутивност ја изгубивме од 2002 година со уставот. Станавме една од етничките заедници. Сега сме северно македонци, а утре со Бугарија, ако продолжиме, нема да не има ни македонци. Затоа ја на таа Југославија, на тој Тито, му се мијам капа. А кој како сака нека размислува. Лично мое... Премногу патриотски ставови имате за човек кој го финансирал СДСМ, морам да ви кажам. Па и СДСМ беше поинаква партија во тоа времење, знаеш. Види вака, луѓето ги прават партиите, да се разбереме. Од луѓето зависи каков зашто денеска кај нас ако постои идеологија во партиите, мислам дека таа тешко идеологија ќе препознае. Не, во тоа СДСМ што го финансирал Трифун Костовски, атомското јадро било присутно и јасно дефинирано. Сега може сега го нема. Сега може ја да се поставаме едно прашање у стилот на Вранко. Кое бе атомско јадро се джунери фрчко жити се? Не тие не се, меѓутоа имаше таму сериозни ликови кои што има едно тежиште патриотско, кое што беше неспорно. Меѓутоа нештата низ годините малку се промениат. Знаеш што, Љупчо, ја би рекол и Фрчко, и Џунер, и сите тие. Дали сме можеле сите тие луѓе да ги употребиме во функција на некој наш заеднички интерес? Не да му дадам функција непроверена, туку да го проверам. Меѓутоа, да не говорам, јас бидејќи јас грешката се ја направив во банката, и јас имам најмалце право да говорам за такви работи. Меѓутоа, никого не сакам човекот по вокација од самото негово раѓање носи со себе доблести и мани. Дајте доблестите да ги величаме кај човекот и да ги надградуваме, а маните да ги Еве, симулуваме. нашите слушатели на Facebook веќе заговараат теории во која партија ќе оди Трифун Костовски, затоа што рече дека нема да прави партија. Моја партија Вели ќе биде дали Македонија. Левица е опција за Трифун, бидејќи ги искритикува ВМРО и СДСМ.
Види вака, Левица за мене ми е многу симпатична партија, морам да кажам. Тој слободарски дух кој што го промовира Пасиев и да не кажам малце чегеварски стил на водење на партија, мене ми е така убав. Меѓутоа, сметам дека многу работи во поглед она како треба да се функционира државата и како треба да се води државата им недостасуваат. Им недостасува едно искуство, знаење и посебно бизнис логика. Зашто објективно ја го разбирам тој левичарски систем на рамноправност, дека секој има право на подеднаков живот и приход. Дајте да земеме од богатите. Јас само ќе кажам една работа. Ништо тоа што е спечалено не раснало на дрва. Ако го спечели честно и со пот, тогаш апсолутно треба да му се даде. А дека треба да го сподели со општеството и заедницата во која што живе, и тоа е факт. Ама да не претеруваме. Ивица, Не, делиме критика. оваа коалиција ми е Која? ова симпатија од крупен капитал кон левица ми е Не, види. Ама многу не, македонска Лјупчо, работа. види, не, Лјупчо, не е види македонска вака, работа, види вака, и Тука за го, мене и види. ден денеска символ на види вака, светот е променет, благодарејќи на тој комунизам што постоел. Че Гевара е единствениот тој јужноамериканец кој што го дигна целиот свет на нозе. Мене ми е тој симпатичен човек, бидејќи во сама Америка наметна од тој комунизам, социјализам, да многу работи се преорганизираат во интерес на поединецот и човекот. Комунизмот има свој заслуги за капитализмот да денеска биде на толку високо социјално ниво. Без комунизмот ние се уште ќе беме во ран капитализам. Ќе работи по 15-16 Не, часа. прилика, види, тука сме некаде со анализата, значи во ред се имаат една енергија, имаат еден ентузијазам, привлекуваат нови луѓе, ги интегрираат во политиката, меѓутоа во делот на економијата, еве дипломатски кажано, Врска нема. Дипломатски кажано има доста работа, еве да речеме. Добро. Видете вака, сега ја не би сакал да бидам критичен, Господи, тука малку и созревањето, млади луѓе се, доека нема сформирање семејство, деца прв се, стамбен да си кредит, играат. едно друго, знаеш. партија. Така е, се слагам. Да. Се слагам. Виде вака, за жал, ние цело време цената во Македонија плаќаме ради младост. А Често где е пати- младост и игра и шала, Почитувани Јосип слушатели, Ростито. тука негде е крајот. Аман, толку брзо. Па сат и 15 минути, 20. Опа, бато. Трифун, ти благодарам за овој убав разговор ово утро. Се надевам дека повторно ќе ни дојдеш да поразговараме, да не поучиш. Еве, Нема што, судејќи со тоа што се случи со банката, ако не друго да не поучиш како не треба. Лјупчо, Па и тоа е голем- додека не научиме, од Само секој завртете го микрофонот. додека не научиме, дека од секоја меѓусебна комуникација сите учиме. Јас учам од вас. Само така ќе успееме да дојдеме до некои суштински нешта како треба да го обликуваме нашето живење, нашиот живот, нашава политика. Не смееме да молчиме. Молкот. Јас сум секој пат добро дојден. Апсолутно, посебно во ваков состав. Не, еве сега разбрав дека со Ивица сме по некој четврто колено роднини. Така е. И тоа е голема работа, стади Скопјани, а ти си Скопјанец од Кавадарци, По така ли? локација ти си. Да. Штета што не го каже Ивица ова пред да пропадне банката. Сега му текна да се открие како роднина. Не. Да беше банката, ќе земевме некој спонзорство Види, за емисија не, и си така постои, натаму. Липче, си постои една етика, значи за да одржуваш со некој човек долги односи, Така е. чиста сметка да Така е. љубов не рекле за жабе, Така, нели? така. Види вака, денес понеделник, прекрасен сончев ден. На слушателите да им посакаме убава недела, убав ден, убав живот, здравје и повторно да се слушнеме за убави работи. Обавезно. Така. Обавезно. Фала ви многу. Костовски, Ништо. почитувани слушатели, тука е крајот во ова ексклузивно интервју со Трифун Костовски. Се надевам дека уживавте во нашиот разговор доколку го слушавте. Од утре се враќаме со стандардните дневно политички прашања. Во петок исто припремаме еден еспресо со Златев и Боцевски Finance Edition, каде што повторно за финансии ќе разговараме. Навистина ми е драго што ја имаме вашата поддршка. Не заборавајте да стиснете лайк на нашиот YouTube канал и subscribe. И не заборавајте да не
гледате на Facebook во живо секое утро. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утре техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.